Скопскиот фестивал на забавни мелодии како фестивалски бренд на македонската радиотелевизија од своето востановување во 1968 па се до згаснувањето во 1979 година во целост ја оправда идејата и целта за трасирање на развојниот пат на македонската забавна музика. Поттикнувајќи го креативниот ангажман и охрабрувајќи ја појавата на нови авторски и интерпретаторски имиња на македонската музичка сцена, Скопскиот фестивал, со тоа и македонската радиотелевизија, ќе оствари продукција на стотици нови композиции, оставени како траен запис и културно наследство. Периодот на така наречената фестивалска абстиненција во Македонија, а под влијание на новите помодни музички правци во светот, кои на голема врата влегуваат и кај нас, ќе ја иницираат и потребата од преструктурирање на македонската музичка естрада. Новите музички студија на тогашната радиотелевизија Скопје со своите надмокни техничко-технолошки перформанси ќе навестат интензивен музичко-продукцијски период, значаен за развојот на македонската музика. Јас покрај тоа што продуцирав со танцовиот рез, што продуцирав со забавниот, со ревискиот, што продуцирав со сите рок групи, тоа беше само едно студио, тоа беше студио 6, кое за жал, по кое се снимите многу важни снимки, за жал денес се фурна. Кога се изгради новата зграда, новото студио, за него пишуваше и еден голем светски часопис кој се занимава со студиска техника и ги истакне неговите многу добри карактеристики. И тргувајќи од тоа, Бело дугме негде таму крајот на 80-тите го снимаше еден свој албум. Тука го снима и покрај нашата продукција доаѓа и надворечни продукции ги ангажира студиите како Лепи Сол, што се снима надвор од нашата куќа, тука се снимени. Значи тоа е во однос на можностите што ги приживеа. И тоа е мојата стреќа што сум учесник на многу големи хитови се подпишани под моје продуценство. Значи, иако не се мои песни, јас многу малку песни имам отколку тие што сум ги работа за други, мислам, музичари и автори. Појавата на групите какви што беа Ден за ден, Пасквелија, Бонтон, Макакус, Психо, Бастион, Берза, Бадминтонс, Пеницилин, Морал, Меморија, Мизар, Мадригали, Подоцна трн во око, Триангл, Токму така, Чуден крој, Асторија, Цилиндер, Карамела, Алгоритам, Александар Македонски, Зијан и многу други, ќе донесат нов ветер на македонската музичка сцена, која што ќе го сврти вниманието на младите кон сопствениот музички израз. Дел од овие македонски групи понатаму ќе ги освојуваат сцените и наградите на просторот на некогашната заедничка држава.
некако за разлика од другите рок групи во Македонија, ние бевме малку поразлични. Не беше ни малку лесно во тоа време да се живее во една таква средина како што беше Југославија, затоа што сите поважни збиднувања сите мислеа дека треба да се збиднат на други места освен во Македонија. Бевме дел од таа музичка сцена, македонска поп-рок музичка сцена од 80-тите години, за кои сметам, а гледам по толку време дека и другите веќе тоа го потврдува, дека тие години беа едни од најдобрите, односно најплодните години на македонската поп и рок сцена. По некаква инерција, да речеме, и ние можеби не бевме целосно ангажирани како држава да се истакнеме во делот на музиката, меѓутоа талентот и квалитетот не може никош да се сокрие. Тоа е како шило во вреќа и излегува надвор. Имавме другари, гости од бившите југословенски републики, затоа што веќе бевме познати во Југославија како една од најдобрите акустичарски групи. Бевме победници на тогашниот југословенски акустичарски фестивал ФАМУС, од кој носиме прва награда, златна плакета, како што тогаш така се велеше, и веќе бевме некако обележени за група која нешто работи во тој стил. Бевме зачетници на тој акустичарски стил во Македонија, меѓутоа со силен печат оставен на југословенската сцена. Амбициозна, полна со креативен елан, македонската музичка сцена во овој период ќе биде збогатена како никогаш дотогаш со нови имиња и групи кои што ја прифаќаа рок музиката како израз на сопствена идентификација. Добро, тие почетокот на 80-тите години за мене и за голем број луѓе, музичари кои што во тоа време се решија онака да фатат гитара, кои тапани, кои клавиатури, кои да фати микрофон, беше многу силно. Се случуваше на светската сцена се случуваше нешто ново кое што во светски рамки се нарекуваше New Wave и кое што одигра голема улога овде и кај нас. Во 80-тите години, кога цветаше сцената, поп-рок сцената во македонската музика, се случуваше да има многу New Wave бендови, се свираше некоја современа музика. Многу бендови беа инспирирани од Дюран Дюран, од Кајджа Гугу и така натаму. Тогаш постоја Цилиндър, после тоа беа Хаос ен Лаос, Кики со Бастајон, нели? Имаше одлична музика. За нас музицирањето беше сцена и свирење музика. Најпрви нормално, сето тоа почна од еден подрум, каде што почнавме да свириме, да создаваме наша музика, а после со цел што поскоро да истрчиме на една голема сцена. Значи без никаква размисла дека можеби еден ден ете ќе стигнеме на некаква телевизиска емисија или пак во тоа време никој не помислуваше дека може да направи спот. Кусото време траење на некои од овие македонски рок состави кои најчесто се формираа со претопување на музичарите од група во група, не представуваше пречка за создавање на ненадминати антологиски вредности. Таков е и случајот со групата Конкорд, формирана во 1982 година во Скопје, на чиј што прв албум Have the Blues најде место и големиот хит на сите времења Високи штикли и црни чорапи. Многу брзо се случува работите со Конкорд. Ги направивме првите неколку снимки за радио. Релативно брзо дојде и таа шанса да снимиме албум. Уште немавме ни материјал.
почна да се вртат снимки и луѓето почна да не препознаваат, да не сакаат, не знам, така. Стварно некој феномен се деси. И за многу брзо време ние немаме ни две, ајде направиме концерт универзална сала. Концертот беше не само распродаден, него немаше место ни кај да се седне, а ние бевме луѓе без албум, без реклама, знаеш, сами си ги лепевме плакатите и муаветот беше на кордо пуштен муавет дека ќе правиме концерт. Нормално дека не земавме ни динар од концертот, пошто тоа е рок-н-рол, така треба да биде. Луѓето од универзална кажа многу трошкови има, ова е се многу комплицирано и скапо, така, ама вика, салата се наполни, не се кидете, вие сте млади, ке биде. Многу брзо испадна и шансата за плоча, ја у тоа време живеев под Килија некаде у Карпош 4 со некоја симпатична екипа луѓе. И иако бев тамо во тој стан, полно луѓе поминуваат тука. И обично ќе дојдат бендови у Скопје направат некој концерт, и некој ги викне каде, кај мене вамо на журка. И после еден концерт на Парни Ваљак, некој ги викна луѓето у мојот стан на забава. Ја дојдам дома, 40 души унутра и е забава, се пушта музика, викам супер. И за среќа на Конкорд, еден од тие луѓе беше Ведран Божич, еден легендарен гитарист на групата Time, кој што тоа време менјаше некој гитарист у Парни Ваљак. Ни едно ни две му ги пуштивме снимките и човекот рече, вика, ова, вика, многу добро, вика, слушај, ова, вика, треба и да се сними. И натаму се случи тоа што се случи. Иако под влијание на светските истородни групи, македонските рок состави успешно минуваа низ фазите на барање и создавање на препознатливи изрази и звуци. Рокфест е најстарата организирана рок манифестација во земјава и практично годинава 2014 ќе го има своето 30-то издание. Тоа е една манифестација која практично представуваше и представува се уште трамбулина за афирмација на млади гаражни бендови и во основа на организаторот е, значи, не да биде профитабилна и, не знам, профитна манифестација, туку пред се да биде промотор на нови струења во рок музиката македонска. Значи, од Мизар, од Санаториум, од можда првите победници требаше најпрвен да ги кажам, Автограм, Last Expedition, до по-новата генерација, Верка, Далтонс, културно-уметнички работници, тотално опуштање и така натаму и така натаму. Значи, ни сите овие, значи, над 1000 бендови настапиле на овие вечери и се разбира дека не е тоа единствениот стол на македонската рок музика, но во голема мера ја крепеше таа сепак кревка рок сцена во Македонија, а ова беше практично еднаш годишно да ги измерат силите оние што надоаѓаат. Продукцијски доведена до перфекција, музиката од овој период се карактеризира со поинаква авторска и интерпретаторска слобода и инвенција. Многу тешко дојдовме до тоа како да ни се вика составот. Милион имиња предлагавме и на секој предлог што ќе го дадеме,
Викав, така, баш така, токму така треба да се вика. Па некој ќе предложи друго име, токму така треба да се вика и на крај решивме да се викаме токму така. Настапувавме во Македонија како представници на нашата република и најзабележителни настапи од тие се во Суботица, каде што освоивме трето место и бевме на некој начин откритие таму. Настапивме со една, пријавивме една песна, настапивме со друга песна, бидејќи во меѓувреме повише ни се бенди се поновата песна. Веднаш потоа имавме настап на Опатискиот фестивал, каде што невообичаено ние како локална, да речем, група ни беше чудно кога отидовме, не пречекаа како многу големи звезди. Не ни беше јасно што се случува. Отпосле дознавме дека сме заборавили во пратката што ја пуштивме со снимката да го ставиме текстот. Песната со која што настапивме се викаше Црвени и беше доволно провокативна по самиот наслов, а и по тоа што во песната се пееше дека има едни што се од една страна, а други што се од друга страна. И Џоко Георгиев тогаш беше член на жирито и го прашале Џоко да ни го протолкуваш овој текстот, не можеме се да разбереме. И он им рекол, јас не сум го видел текстот, ама колку што знам другите текстови, вика, што ги прават, вика, тој што ги пише дебелиот текстовите тамо, вика, тој тера све. И кога отидовме таму, сите новинари не бараат да прават интервјуа, бараат изјави од нас, дури после свативме дека Џоко Георгиев ни направил многу добар маркетинг. Иако се уште во рамките на заедничката држава, а со тоа и со интензивно влијание на музиката од страна, македонската музичка сцена започнува да се профилира со своји специфични особености, држејќи чекор со светските музички движења. Амбиентот беше солиден. Тогаш имаше многу музика од сите од нас и од наши колеги кои што уште во времето на екс-Југославија се обидувавме да успееме со одреден тип на музика, секој со свое. Така да се уште постоја многу групи пеачи кои што беа многу квалитетни, некои од нив се уште се во музиката, во игра се, така да кажам. Инвентивноста на македонските музичари, толку пати докажана на полето на музиката, се потврдува уште еднаш со појавата на групата за која што многумина сметаат дека е пионер и претходница на дарк вејвот на овие простори. Формирана во 1983 година, Мизар набрзо станува култен бренд не само во Македонија, туку и многу пошироко. Благодарение на нивниот авангарден звук и имидж, користејќи го христијанскиот ортодоксен призвук и начин на пеење како препознатлив белег, оваа група од самиот почеток ќе привлекува огромен медиумски интерес. Прво сакам да кажам дека кога почнував да свирам гитара како рокер, сакам да кажам дека припаѓам на една рок генерација, што генерација воодушевена од Джими Хендрикс, Джим Морисон, Дорс, Лед Зепелин, Deep Purple, Joy Division. Така, тоа беше таков удар, например, кога почнав како тинејџер, на 15 години, на 14 да свирам, таков удар, една светлина, таква не удри, една енергија. Така, тоа се базата со која почна бендот Мизар. Мизар како група и како име ја познавав уште од почетокот на 80-тите години, поточно од нивното само формирање. Чинам дека тоа беше 1982-3 година. Тоа време јас бев на отслужување на воениот рок во тоа време и по враќањето тоа и се запознав со
некои од членовите. Едноставно имаше потреба да почнеме да ствараме авторска музика, да не биде копија на таа западна музика, бидејќи немаше смисла да се копира нешто, мораше и свој личен печат, идентитет да се даде. Тоа секако во тоа време ни остави и целата културна фела, така се ни даде еден пуш, едно влијание, една огромна енергија да создаваме своја авторска музика и почнавме да комбинираме така рок музика со традиционални елементи и византиска музика во тоа време. При крајот на 1985 или 1986 Чина Мизар почнаа повторно да работат во една малку чудна постава без бас гитара, со девојка на синтесајзери, Горан Таневски како вокал, Горас Чаповски на гитара. Се променија многу постави, во меѓувреме дојда Горан Трајковски и Зоран Спасовски, што се од Анастасија бендот, и веќе почнавме, најдовме формула за спорите ствари, како малце и црковна музика да во една рок форма да употребиме. И така некако ги направивме Градот е нем, Ходенже, Златно сонце. Тогаш имавме голема поддршка исто и од македонската телевизија. Тие, например, Златно сонце ја свиравме нон-стоп. И првите демо снимки што беа телевизиски на Девојка од бронза од истој беа од македонската телевизија, Радио Скопје, телевизија Скопје во тоа време. И така стигнавме до дојде времето, веќе почнавме многу концерти низ бивша Југославија да правиме, имавме добри критики, почна веќе фолоинг да имаме, луѓе што не следат тој стил, од почеток не беше тоа нешто многу. Свиравме буквално низ целата држава бивша. Телевизијата како медиум ќе одигра една од најзначајните улоги за афирмацијата и развојот на автохтоната музичка сцена со специјализирани емисии во кои се промовира новите авторски достигнувања. Отзад грб да живеам и не знам што можам да изгубам. Во 1984 година во Скопје од група музичари ќе се формира популарната Меморија, која што со првиот сингл Нена Нена ги освојува врвните места на топ листите. Групата Меморија е формирана по почетокот на 80-тите години како еден проект за театарска представа на тогашниот режисер Бранко Ставрев. Во тој бенд беше Дејан Мировски и синот на Бранко Ставрев, Ристо Ставрев. Потоа тоа беше проект за една оперска представа во Македонскиот народен театар, каде што токму го снимаме ова парче. Од тоа на крај не испадна ништо, но Меморија остана да постои како бенд и потоа се сменија повеќе постави и луѓе поминаа низ неа, така да некаде од 83-4 година со своите песни и хитови Меморија успеа, мислам дека дури можеби по прв пат од рок-н-рол историјата на Македонија, на македонски јазик да биде прва на топ листите во Љубљана, во Загреб, во Белград, во Сараево. Првите неколку хитови кои ги имавме со Меморија, јас заминав за Суботица во театарот на Љубиша Ристич, КПГТ. И во тие неколку години Меморија имаше принудна пауза, бидејќи не бе физички присутен тука. И веднаш по моето враќање од Суботица, ја реоформив Меморија. И Меморија од тој момент ни стана животно одредиште и со првиот албум на Меморија, фактички во тогашна радио телевизија Скопје се означи и почетокот на
забавната музичка продукција со првиот албум на Меморија го носи бројот 001, благодарение во тоа време на исклучително сериозниот пристап на работа на тогашниот директор на продукцијата Јане Коџовашија, на тогашниот директор на телевизискиот дел во програмата и уредникот на забавна редакција Димитар Масевски, како и след од луѓе кои со години мештаеле да почне нешто токму тука и во македонската радиотелевизија да се случуваат такви настани. Меморија од секогаш беше едно озете и расадник на луѓе интелектуалци и успешни во своите професии и надвор од тоа што се вика Меморија. Сем тоа што беа гитаристи, свирачи, пеачи, Меморија и денеска сите оние што се од Меморија се изродени во извредни професионалци. Значи, ние во нашиот бенд Димитар Божиков се бавеше со графичкиот дизајн на сите албуми на Меморија. Околу монтажата и делот на режијата беше заложен Бранислав Попович. И во Цале бумњарот беше заложен за економските прашања, така да Меморија беше една мала влада у целина и навистина многу убаво се дружевме сите тие години. Така да спотовите мислам дека оставија траен белег точно во времето кога ние ги работевме. Црна се чума зададе, знам дека беше на MTV, отиде и доби неверојатно добри критики, но поради малце долгото траење на песната, 7 минути, 6 минути и 40 секунди, беше само 10 пати емитувана, но беше емитувана на MTV, значи не Европ, него на централниот MTV. Во 1984 година, со името на Григор Копров, се врзува и појавата на уште еден импозантен женски вокал од македонската музичка историја, Калиопи Буклевска, која што најпрвин како член на групата која го носеше нејзиното име, покрај Ромео Грил, Марга Весковска и Зоки Ристевски, ке стане едно од најпопуларните интерпретаторски имиња не само во Македонија, туку и во регионот. Македонската музика повторно ја освојуваше публиката. Роđени, многу повеќе позната како Бато, речиси прекунак ги освои првите места на сите тогашни топ листи. Вакуумот што зад себе го остави згаснувањето на Скопскиот фестивал на забавни мелодии во 1979 година, ке го испровоцира моментот на востановување нов фестивал. Макфест ја започнува својата непрекината историја од 1986 година па се до денес. На првото издание на Макфест на трите фестивалски вечери со вкупно 36 композиции ке победи гостинката од Словенија, атрактивната Хелена Благне со композицијата на Кире Костов "Кога те нема". Овој македонски композитор, добитник на голем број награди и признанија, меѓу кои 3 Гранд При награди на Макфест во 1986, 93 и 95 година, во годините што следуваа ќе биде еден од најплодните автори на македонската музичка сцена. Од самиот почеток, комерцијално ориентиран, овој фестивал ќе биде сцена на промовирање на нови интерпретаторски имиња, но и потврда на веќе докажани музички звезди. Она што Макфест го донесе со себе уште од самиот почеток, па и понатаму, еви до ден денешен, последниве години
нели малку потешко, но ете сите се надеваме дека со некаква поддршка од повеќе фактори овде во земјава, дека Макфест може да се врати на старите добри патеки. Остави голема трага. Мислам, не само за мене кој што многу често учествувал таму и како автор и како пејач. Сум бил 6-кратен победник, севкупен, сум однесувал награди 4-5 пати за текстови и сето тоа сето се трга настрана кога ќе се земат бројките кои што Макфест ги има оставено зад себе. Оваа година ќе биде, не знам, 28 или 29 година фестивал. Ако се соберат сите композиции кои што досега биле таму произведени, мислам, тоа е една цифра која што сум убеден дека нема произведено ниту еден фестивал од бивши југословенските простори. Во моето срце Макфест има посебно место, не затоа што јас стартував и созреав таму како пејач, туку и затоа што Макфест остави многу хитови кои ден денес останаа евергрини. И мислам дека ќе останат и за идните генерации. Така да Макфест е едно богатство кое и ден денес треба да се стремиме да го чуваме, да го сакаме и да го почитуваме. Имаше дружење, имаше убавина, имаше сосема поинаква сценографија, луѓето се грижеа многу за костими, се грижеа, значи имаше за секој одреден сегмент, дали е тоа шминка, дали е фризура, дали е сценско движење. 91 година прв пат настапив на Макфест и тоа со дует со Пеце Димовски, а веќе 92 ми се случи свирате ја Зајди, многу случајно, многу спонтано и на мое изненадување, верувам и на изненадување на целата таа екипа која ја создаде таа песна, преку ноќ стана и хит на година и до ден денес остана хита, беше и хит, најголем хит на сите, 20 Макфести. Доминантниот електронски поп звук во музиката од овој период, трендот на изведување на истата на плейбек или на музичка матрица со вокал во живо, сам по себе нудеше можност за посложени сценски настапи, сценографски решенија, а со тоа и за поатрактивни визуелни доживувања на публиката. Макфест ќе анимира македонската музичка сцена со креативен импулс од повеќе аспекти. Ведра и певлива, рефрени кои што беа лесно прифатливи од страна на публиката, македонската забавна музика и во овој период сосема природно ги следи светските трендови не само во актуелниот звук, туку и во инвентивноста и поетската структура на зборот, тоест текстот. Мојот прв текст во Македонија беше и на првиот Макфест. Музика на татко ми Джамбас, мој текст се викаше Пеј за љубовта, пеј за младоста. Ја изведува Пепе Уинкри. Тоа е само 2 или 3 години пред да победат со тоа Котуњо на Евровизискиот избор во Загреб. И сеќавам дека откако ја испеа песната во финалето и не знам беа 6-ти, правев муавет со Тадеј Хрушовар. Тоа е оној висок келав чичко со големи мустаци од пратечката група на Тото Котуњо, кој беше воедно и газда на Пепе Уинкри. Викам, јас сум синот на Александар Джамбазов и автор на текстот, а ви се допадна текстот? А он вика, да, само не разбравме за што станува збор. Муабетот ми е многу малку се посветувало на значењето на текстот. Се сведувало во македонската забавна музика 70-тите и 80-тите, во честни случаи. Знај, сјај, крај, мај, дај. И јас сватив дека е тоа една голема измама. Татко ми во тоа време, за несреќа негова, а и на поширокиот аудиториум, ги загуби своите најдобри двајца пријатели кои му пишуваат текстови. Едниот се викаше Ѓоко Ѓоргиев, другиот се викаше Благој Стефановски, тоа е авторот на текстот на Чија си. Сакам јас нежно да ми шепоти, да гориш и пееш под моите допири,
Голем број од композициите не само поради својата мелодичност, туку токму и поради својот текст станаа вистински хитови и останаа актуелни до ден денешен. Макфест се појави, продолжи таа традиција. Имаше Пујовски тука се надмаше со 2-3 тексти, имаше многу интересни текстови кои више збориме за текстовите. И што се случи? Се случи да ја влегов у тој калабалак творечки. Излеговме на Макфест со Пепи Ренџев и со Игор Харе, као Банкрот блуз бенд. И испеавме таа фамозна моја гитара и стана Evergreen. Некој, јас сум среќен човек, да ви кажем, сум испеал 4-5 песни онака официјално по фестивали и сите стана Evergreen. Некој ќе се кучи, ќе се мачи, ќе се окози, ќе пишуе 10 години, нема еден Evergreen да му остане, значи тука сум привилегиран. Песната Моја гитара е продукт на баш на тоа време, на крајот на 89-та, мислам, излезе албумот Still Got the Blues на познатиот блуз херој Гери Мур, кој за жал денеска не е меѓу живите, меѓутоа тој остаи еден голем печат со тој албум и беше влијателен на многу генерации во светот и некако и врз мене нормално, особено песната Still Got the Blues и во една како да кажам спрега со текстописецот и прв автор на песната Моја гитара, некако испадна дека се раѓа блуз песна во Македонија. И сега беше проблемот каде ќе ја пласираме таа блуз песна, ако е наша и ако ја направиме, и ќе требаше да правиме промоција, да викаме новинари, а вака едноставното можно решение беше да отидеме на Макфест, кој тогаш беше во подем, песните се слушаа, баш тој Макфест 92 година беше Љупчо Митковски директор. Предложивме да ја слушнат песната, ја слушнаа, ја примија. По урнегот на групата Зизи Топ и Гери Мур, познатата Still Got the Blues, ја направивме Моја гитара. Акордите беа земени баш од тие, да кажеме, бендови и автори. Меѓутоа ја направивме со еден автентичен македонски ритам, кој беше испродуциран и аранжиран од Мите Димовски во неговото студио Тралала. И текстот е на Владимир Бато Нејашмич. Особено песната Моја гитара, на која како текстописец исто така се надоврза вокалниот солист на групата Банкрот блуз бенд, а тоа е Сашо Гигов Гиш, кој со дел од текстот го појача блуз влијанието во песната, а и со неговиот прекрасен глас ја донесе на свет на изведбата на Макфест. Прекрасно е сега да се менува. Општествено-политичките и економско-социјалните турбуленции во поширокиот регион кон крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години ќе се рефлектираат врз комплетниот живот во земјава. Музиката не беше исклучок исто така, но истата и во овој период се детерминира како битен елемент на културниот идентитет и наследство на македонскиот народ. Ете така, Шпато, татко ми, Бранџолица, Масевски, Копров, Кире Костов и се што доаѓа наваму, надградени за нови технолошки откритија, за нови откритија во музиката, за нови музички стилови кои се појавиле во меѓувреме, ја истераа приказната до денес, а денес веќе ја превземаат некои нови млади сили кои, ете, малку повеќе простор му даваат на етното или не знам, еве ние конкретно со мојот бенд на блузот и така натаму. И полека како несигурно да
го губиме тлото под нозете и полека сакаме од својата музика македонска да направиме world music, тоа е сега многу тренди, сите прават world music, демек нашава песна да сме направиле така да ја разбереле и во Перу. Не верувам дека тоа е возможно, иако некои примери го потврдуваат дека е можно. Доволно е ние овде да си ја почитуваме нашата музика, доволно е да правиме добри композиции за нашите пејачи, за нашите изведувачи, па ако тие некогаш пробијат надвор, супер, но ние мора да ги едуцираме нашите нови генерации, нашите деца. Не интересира нас дали таа песна некој ќе ја слушне во Словенија или во Австрија, многу важно. Важно е дали ќе ја слушнат нашиве овде и нашите низ светот.